Иако се уште официјално не е отворен трансфер пазарот во македонскиот фудбал, екипите започнуваат со промоција на нови силувања, а при тој да се разделуваат со играчи на кои нема да сметаат во пролетниот дел. За сега поактивни се второлигашите. Беласица се раздели со Анатолиј Петичук, двете страни се договорија за разделба, а Петичук не одигра многу за Струмичкиот клуб. Во следниот период се очекуваат првите зимски силувања во редовите на Струмичка Беласица. Шкенди Рачинов за сега е со две силувања, како што веќе објавивме претходно, се работи за голманот Антонио Столевски кој пристигна од Слоговиници и голгетерот Владимир Жоглев кој доаѓа од редовите на Осогово. Во тимот од Рачинова ќе има уште неколку силувања, но не исклуча можноста и за некое заменување. Охрид ќе цели кон тоа да го сочува целиот тим, а при тоа не е исклучена можноста за 2 до 3 квалитетни засилувања. Слично ќе биде кај новици кои сака да го сочува тимот од есенскиот дел кој направи одлични резултати, а да донесе 4 до 5 засилувања да ги напеѓа бараш позициите за прва лига. Засилување се очекува од тимот на Штипска Брегелница како и Вородовишки и Детонит Плачковица. Некои клубови веќе имаат договорено засилување, па само прашање кој ден би биле промовирани. Осогово од Костана без Владимир Жоглев размислува за негова соодветна замена, а тимот од Кочини веќе води преговори за засилување во нападот. Кај екипите од долниот дел од табелата и големи промени, прашање дали ќе донесат доволен квалитет за да бидат максимално перфектни со цел да се обезби обстанокот пред се како Големо Конјер и Слоговиница, Преспа од Ресен, Прилепска Побода и Вардар од Неготино. Трето лигаш од Евромилко од Горно Лисиче кој е есенски шампион во третата македонска фудбалска лига Север го промовираше своето прво зимско засилување, се работи за Димитар Стојановски.